Добар ден од прес-центарот на Цивил. Денеска јас сум Билјана Јордановска, денеска со моите колеги Дехран Муратов и Драган Мишев ќе го ослободиме умот, односно ќе зборуваме за борбата против дезинформациите, пропагандата и хибридните закани. По-конкретно денеска ќе зборуваме за нешто што се уште за жал трае, а тоа е лавината на дезинформации, меѓутоа и политички злоупотреби со случајот со убиството, или монструозното убиство на 14-годишната Вања, меѓутоа и на Панче Жижовски. Ќе опфатиме еден дел од разговорот со Дехран и за националистичката реторика, за исто така актуелна тема како што е изборот на претседателот на Собранието Талет Џафери за премиер во техничка влада од 28 јануари. А со Драган малку повеќе за улогата на Западот во руската агресија врз Украина, меѓутоа и респондот на Украина, односно незиното видување кон она што го прави и колку придонесува Западот. Дехран, јас би започнала со тебе. Ми се чини дека од почетокот, значи од кога се дозна за убиството на Вања и на Панче, па до денеска, некако ми се чини дека и така и ќе продолжи, ќе бидеме бомбардирани од сите страни со дезинформации, како таа лавина на дезинформации да ги прикушува оние вистински информации, официјални информации со случајот што доаѓаат од официјалните лица, односно од официјалните институции, МВР и јавното обвинителство. Како да се избориме со нив? Убаво прашање. Најверојатно со брзо разобличување. Тоа е единствената алатка за сега, за жал, затоа што се уште немаме ние санкции кон тие луѓе кои што претежно со тоа се бават заради одредени X причини. Случајот со малата Вања сите не потреса и се уште не потресува, затоа што веројатно тоа е затоа што нашето општество не е навикнато да има такви монструозни примери како што е случајот со Вања и ние се уште сме во шок како да го преболиме тој настан. Секако тука не изостанува обидот за политичка злоупотреба на тој случај, затоа што монструмите се монструми, убиците се убици, без разлика од која етничка, политичка или било каква припадност доаѓаат, но кај нас се уште гледаме дека прво осомничениот и останатите осомничени, првото нешто што ги поврза е политичката партија. Како тоа да е нешто врв во светот и без политичка партија ти како да не постоиш, ако немаш партија ти си без идентитет. И првиот идентитет што им го извадија на осомничените за убиствата се нивната политичка припадност. Арно, нивната политичка припадност, но продолжуваат речиси сите останати политички чинители во нашата држава да ги поврзуваат поврзаноста, пиењето кафе, дружбите со осомничените, повторно го ставаат во политички контекст, но не е само тоа во политичкиот контекст, тука не само што дел од тие структури се обидуваат политички да профитираат, дел од тие политички структури се обидуваат и да внесат, односно се обидуваат да внесат и меѓуетнички контекст, односно да ги разгорат меѓуетничките односи кои што за жал гледаме дека во предизборната трка која што веќе е започната, колку и да не сакаме тоа така да изгледа, но веќе ја започна изборната трка, веќе почна да се вметнуваат националистички и етнички наративи. Па ние имавме случај каде што одредени медиуми, одредени лица, лидери на политички партии објавија дека убиците се ослободени и избегани во Косово.
сакајки да наметнат дека тие се всушност убиците се од албанска етничка припадност, но среќа во целата таа несреќа е што брзо се разобличи таа дезинформација и не допре до пошироката публика. Но исто така има интересен момент што целиот случај се обидува да го представат пред се опозицијските партии како обид да го минираат успехот на самитот на ОПСЕ. Затоа што тоа е нешто кое што сите чинители од цел свет, први лидери на сите земји, дојдени беа во Македонија. И тоа е еден успех во за нашата земја, меѓу кои и рускиот министер за надворешни Лавров, каде што се сретнува за прв пат со западни лидери откако започна војната. Што тоа е уште еден предизвик за Македонија успешно да го спроведе самитот на ОПСЕ. Но наративот на опозицијските партии и опозицијата и денес гледаме дека сакаат да фрлат сенка врз тој успех, опишувајќи го дека се криеше убиството на малата Вања заради ОПСЕ. Што уште еднаш се потврдува дека политиката не бира средства, па дури и за вакви сензитивни теми. Јас се извини што ќе те прекинам за баш во тој контекст за присуството на Лавров на самитот на ОПСЕ во Северна Македонија, ќе зборувам малку и со Драган, меѓутоа во таа насока со политичките злоупотреби или нели лажните дезинформации, теории на заговор што ги имаше премногу, а претпоставувам како се развива случајот, дополнително ќе ги слушаме и ќе ги читаме и гледаме. Во истиот тој период, или односно кога веќе Палевски беше приведен во Турција, една од неговата партија, значи една група на Facebook започна со негова одбрана, односно се засили на националистичка реторика во негова одбрана, која што дури стана на моменти радикална. Малку повеќе за тој момент како... Да, таа група се отвори веднаш по апсењето на Палевски во Турција, каде што наративот на таа десничарска радикална група е дека неговото апсење всушност не е заради монструозноста, не заради убиството, не затоа што е осомничен за овие дела, туку затоа што го апсат затоа што бил голем патриот, голем македонец, голем заштитник на македонскиот идентитет, името, нели он беше еден од кампањата Никогаш Северна. И всушност наративот е дека не се апси заради убиства. Се апси затоа што само е македонец. Го прикажа како жртва. Да, дека го прикажа како некој великомаченик, како некој си, не знам, Гоце Делчев. Не, напротив, тој е осомничен за убиство, кој што треба да дојде и да одговара за делото кој што, односно злоделата кој што ги направи. Но не е само тој случај кој што дело тие десничарски партии или десничари, како и да ги наречеме, се обидуваат да го наметнат. Ние имаме случај што излегува наслови во делот Медиумите, се уште не ја преболевме убиството на Вања, а веќе Бехтел и Енка го уништуваат природното наследство на Македонија, копајки го уништувајќи го минералот македонит. Тоа е негде во Прилеп и сега тој минерал го добива името според Македонија и наративот е дека Бехтел и Енка, предводена од Артан Груби, го уништува, се уништува све што е македонско, односно све што потекнува од името Македонија. Тоа е уште една пропаганда, уште еден наратив, без приложувајќи ги вистински докази дека тоа е на вистина така.
без да видиме ние фотографии, видеа, снимки, дека навистина Бехтел и Енка уништуваат непроценливо богатство. Тоа е уште еден податок каде што дел од политичките или било кои други структури се обидуваат да вметнат повторно да ја вратат темата меѓуетнички односи. Јас таа група не би ја коментирал јас. Таа група смислам дека си треба обврска, мислам дека треба да им биде на Министерството за внатрешни работи и на обвинителство. Да видат кој стои за таа група. Според моите пребарувања, дел од тие луѓе не ни живеат во Македонија. Креатори на таа група се луѓе кои што претежно живеат во Австралија или Канада, но нели шират патриотизам и македонизам за македонците во Македонија, но нели од Австралија подобро се шири, поубаво се шири. Но моментот е што мислам дека треба за таа група сериозно да се зафати Министерството за внатрешни и обвинителство, да ги види сите профили на луѓе кои што го одобруваат, го поддржуваат и го лајкуваат тоа. Да, презумција на невиност секако постои, но се додека не се, кај нас мислам дека погрешна перцепцијата. Кај нас пред се жртвата треба да се брани. Не тој што направил дело. Не, покажи си го ти твојата невиност ако си направил дело, а не сега во моментов жртвата треба да видиме дека да се одбрани. Па ние ги гледаме наративите кои што се појавија пред се во српските медиуми, тоа е интересен исто така податок, каде што првичните информации за убиството на дезинформации, тоест за убиството на малата Вања доаѓаат од Србија и од српските медиуми. И ние видовме дека првата изјава по смртта на малата Вања, мајката ја дава за српски медиум. Информациите кои што доаѓаат, дел од македонските новинари изјави дават за српски медиуми како случајот се развива во Македонија. И тоа е исто така интересен случај каде што по убиството Палевски исто така бега првично во Србија. И моментот е што дезинформациите кои што се произлегуваат, ако ќе го замолам колегата, може да ги пушти и со скриншотови, каде што имаме неколку фотографии, каде што имаме првичната дефокусот од целата ситуација дека всушност мајката била љубовница на првоосомничениот Палевски, па потоа имаме ангажирано на некакви си екстрадни уметници, каде што објавија дека малата Вања умрела затоа што не можела да одреди кој треба да ја биде татко. Такви наративи кои што сега наместо мајката и родителите на девојчето, роднините, блиските, пријатели, да некако го преболат тој случај, дополнително тие се на некаков си јавен линч и осуда од јавноста затоа за нивниот приватен живот. Тоа е нивни приватен живот. Очигледно посебно на медиумите од Србија кои што сензационалистички, ако смеам така да се изразам, го пренесува целиот настрана тоа дезинформациите и дефокусирање од вистинскиот случај, како на некој начин многу како да влијаат на она очекувана правда која што треба да ја имаме, затоа што на крајот на краиштата најбитно е да се расчисти случајот, тие што се виновни да си го добијат тоа што го заслужуваат. Ние за жал за експресно време, за рекордно време успеавме да се направи петиција за смртна казна. И подписите кои што се подпиша и побара смртна казна се направени во речиси 24 часа. Ние имаме илјадници подписи на луѓе кои што бараат смртна казна. Ако ние сме во општество кое што реагира емотивно, не ги согледува првично фактите,
веднаш бараме некаква правда, затоа што за жал ние правдата кај нас знаеме во каква состојба е, колку доверба имаат граѓаните во судството и правдата, и затоа можеби до некој начин е очекувана таа правда да се превземе на собствени раце. Да, за жал ние мораме да ги вратиме довербите во судството и во правдата и во институциите, за да не дозволуваме луѓе кои што сакаат да креираат поинакви наративи да бараат правдата да се превземе на свој раце и правдата да биде на улица. Се согласувам, Дехран, со тебе. Во интерес на времето, јас има многу за што да се зборува и претпоставувам како што ќе се развива случајот, така ќе пишуваме, ќе разобличуваме многу дезинформации, особено кога ќе стапне во Северна Македонија Палевски, кој што е на 40-дневен притвор во Турција. Драган, извини што те оставивме вака осамен. Она што, ајде да речеме, на меѓународна сцена или глобално, што сите нас не загрижува во последните 2 години, е руската агресија врз Украина и начинот како да се дојде до решение, како да се прекине таа војна. Огромна улога во тоа има поддршката од Западот, и од Европа, и од Америка, и останатиот западен свет, кој што е за мир и е продемократски настроен, меѓутоа каква е сега состојбата? Докаде е стигнат Западот со својата помош? Кои се видувањата на Украина? Што е она што е потребно? Па видете, пред се во последно време доаѓа до израз се поголема видлива неодлучноста на Западот решително да стави крај на оваа војна, меѓутоа не на начин на кој тоа сака да го постигне Кремљ, под негови услови, туку на единствениот исправен начин, а тоа е пораз на империалистичката, агресивна воена политика на Путин и на Русија. Ова може со оглед на тоа што од војнава гледам од повеќе аспекти, како тоа што се случува на теренот, меѓутоа ние ја следиме и тоа како се прикажува во медиумите, и странските и во нашите. Во последно време, токму поред ова неодлучност на Западот, почна да излагуваат на низа текстови во медиумите, во западните, кои потоа се пренесуваат кај нас, сето тоа и дел од пропагандата, руската пропаганда, дека Западот се уморил од пружање помош на Русија, дека има едно забавување на Украина, да, во војната со Русија, дека има едно забавување на таа помош, дека веќе Украина не е над врвот на интересите на Западот и слично. Значи, едноставно медиумите како да се надправуваат кој ќе изнесе сензационалистичка содржина и со поалармантни вести за Украина. Ако земеме предвид дека неколку сегменти одат во нивни прилог, меѓутоа сето тоа е испревртено, сето тоа е извадено од контекст и се злоупотребува како наратив. Точно е дека дојде до едно и сведоци сме ние и Дехран го спомна колегата, присуството на Лавров во Македонија. Сведоци сме дека како да дојде до едно олабавување на изолацијата кон Русија. Например, Путин, кој летово му беше страв да го носот да го извади низ прозор и не отиде на самитот на БРИКС во Јужна Америка од страв дека ќе го уапсат по издадената потерница од Меѓународниот кривичен суд. Сега гледаме дека тој триумфално си оди во посета на Саудиска Арабија и на Обединетите арапски емирати, кои се пред се сојузници на САД. И да се навратам и на посетата на Лавров во Скопје. Тоа е еден преседан. Значи му се дозволи на Лавров за прв пат
да по руската инвазија врз Украина му се дозволи да посети една земја членка на НАТО, и тоа токму Северна Македонија, што се дочека како триумфализам кај приврзаниците на, иако да кажеме, пред се прво да споменам дека цивилизацијата соопштени со остра осуда на дозволата за неговото присуство тука и дека неговото присуство на представник на земја агресор е непожелно во Македонија. Истото го каже и министерката за надворешни работи, дека не е пожелен Лавров во Скопје. Сепак, најверојатно ради некои повисоки интереси, му беше дозволено да, иако, можем пак да напоменам, беше изолиран, меѓутоа поради него беа своите посети на високо ниво на самитот ги откажа Естонија, Украина, Балтичките земји, Полска. И Полска именно една година претходно на Истаков самит не му дозволи на Лавров да присуствува. И сега одеднаш Лавров доаѓа во Скопје, изолиран е политички, меѓутоа доби пропагандната улога, ја искористи. Тој, јас и претходно пишував, дошол, не дошол, го направивме пред се проруските медиуми го направива како триумфално враќање на руската дипломатија на сцената. И тој тука, каде што, па ќе кажам, политички изолиран од другите делегации, стана, која се обраќаше, стана од салата пред неговото доаѓање, не присуствуваше нити на заедничката вечера, ниту на фамилиарната фотографија. Пред неговото доаѓање веќе се отидоа американскиот државен секретар, се отиде и британскиот министер. Сепак тука внимание му обрна медиумите и се дрзна, значи од тука да упати закани, освен што повтори дека Македонија е непријателска земја и некои други таму искажа други флоскули од руската пропаганда, се дрзна исто да каже дека да најави дека Молдавија е следна жртва на хибридни напади. Ние знаеме дека Молдавија цело време под руски притисок и за време на изборите, и за да. Треба да се да, меѓутоа му се дозволи од самит на НАТО да ги упати тие закани. И значи, да. Кој е респондот на Украина во однос на ваквиот однос на Западот во последните месеци? Еве сега, например, последно Зеленски беше во Вашингтон повторно, каде што има некој застој од внатрешно политички прилики во САД, меѓусебното препукување помеѓу републиканци и демократите. Отиде таму да види до каде да издействува што побрзо таа помош од САД да пристигне за Украина. Бајден повторно вети дека, мислам дека најново беше некои 200 милиони дополнителни. Меѓутоа, мислам дека Бајден стори се што можеше и тој во последно време изгледа како единствен вака светски лидер кој се залага за помошта на Украина да пристигне навремено и во количини кои се потребни. Бидејќи еве на санкциите што Западот ги воведе кон Русија, очигледно не се доволни. Имаат они ресурси големи кои ги употребувате конкретно. Последното што прочитав и што пишува дека наредната година планираат 1/3 од буџетските расходи да оде во воено-индустријскиот комплекс. И се уште произведуваат големи количини на муниција, на ракети, на дронови, со кои сведоци сме дека и денес, синоќ имаше напад имаше врз Киев и за време на одржувањето на конференциите за човекови права и за враќање на деца, на напираните украински деца.
Вчера имаше последно што видов 50 и нешто жртви во ноќешниот ракетен напад врз со балистички ракети. И сакам да кажам дека што Украина прави со сите сили се бори против тоа. Незината одбрана ве гледаме дека функционира од барем за сега што се однесува. Успее самата вака да издржи со таков вид на помош. Помошта е очигледно недоволна, меѓутоа видете. Тоа целата војна и влијае на Украинците се решени до последен куршум да бранат Украина и не само да бранат, него и решени се да ги ослободат, да ги деокупираат окупираните делови на земјата. Меѓутоа, знаеме како почна војната кога нема ништо, како многу лесно руските агресори гарантираат цивилни цели. Сега, например, со западната помош тие ја користат, да, успеваат до некаде да се одбранат. Знаеме дека од првичните проценки на Путин дека Киев ќе го освои за 48 до 72 часа и слично, меѓутоа тоа беше се во период кога реално нема доволно оружје и опрема, што почна да пристигнува современите западна помош во оружје и опрема. Видовме до каде веќе доокупира еден дел, се префрли од другата страна на Днипро. Има напади врз Крим, меѓутоа неопходна е субстанцијална помош западна. И како што кажав, што ќе те прекинам, зборувавме за пропагандата и за тоа како стои Украина во моментот како што образложи, меѓутоа во контекст на она што денеска го зборуваме, ме интересира во што се состојат дезинформациите присутни во македонските медиуми, а поврзани со темите руската војна. Именно тоа го кажав и на самиот почеток. Значи сега, за разлика од порано кога се величаше руските успеси со фейк вести дека не знам уште пред да пристигнат Абрамс и Химарсот, например, пред да пристигнат, они веќе објавија дека уништиле, не знам, 5, 6, 10, а немаш уште неба ни пристигнати. Меѓутоа, по пристигнување се види дека Химарсите од американските донација, дека остварува одлични резултати што се однесува на агресијата, меѓутоа сега, значи, насочено е повеќе кон, како што кажав на почетокот, манипулација со реални содржини, реални настани. Например, од еден говор на генералниот секретар НАТО Столтенберг, кој имаше, не знам, можда, еве да кажам, во 4-5 страни, извадена е и изманипулиран еден сегмент. Изваден од контекст, да, и се они не кажува дека он е уверен дека ќе изведен од контекст само дел дека не очекува долгогодишна војна. Очигледно дополнително ќе треба да направиме и анализи да ја следиме состојбата во однос за зошто се случила таа промена и во некоја следна прилика и да имаме можност да предискутираме токму на тоа на што се должи тој пресврт во известувањето, посебно на оние македонски медиуми кои имаат проруско влијание. Доктрината е моментално таква на Русија и на руската пропаганда е во корелација со планираниот настап на предизборен настап на Путин. Свесни, значи намерно направено ова, свесни дека не може да се пофалат со успеси на бојното поле реално, ги маргинализираат случувањата на линијата на фронтот и одат со вакви наративи, со манипулации, дезинформации, мислинг дека Западот ја се откажува од Украина, дека веќе нема да поддржува. Во прилог им оди секако и некои победи на проруски, националистички партии во Европа. Фицо победи, например, се најави дека ќе откаже помошта. Орбан е од самиот почеток на страната, да ја знаеме. Состојбата дури сега и стравуваме дека и во Холандија со победата на националистичкиот кандидат, дека и од таму ќе има потешкоти во... Тоа заслужува една добра анализа, и
Предкратко е времето кое што го имаме да предискутираме и локално за дезинформациите, меѓутоа и како тие во нели надвор од Македонија влијаат и во дели во надворешната политика и контекст, меѓутоа и во наш контекст. Ви благодарам и на двајцата за одвоеното време и се надевам оваа борба против дезинформациите ќе се води во континуитет и не може така лесно да се избориме со неа, меѓутоа ние како цивили и цивилки не се откажуваме и ќе продолжиме понатаму, а за сите оние кои што не следат преку Facebook и преку YouTube каналот на организацијата, за многу кратко време ќе ви најавиме уште еден ваков разговор на слични теми. Ви благодарам многу за вниманието. Hvala.